Добро дојдовте во најновото издание на Урбаните вести. Започнуваме веднаш по генералната најава. Реализирани голем број проекти во општина Петровец. Во завршна фаза проширувањето на улицата Тодор Александров. Продолжува изградбата на црквата Христос Спасител во Карпош. Се продолжува рокот за легализација на дивоградби. Подобрена патна инфраструктура, обезбедени соодветни услови за образование, изградба на водоводна и фекална канализација и голем број паркови во општина Петровец се дел од проектите реализирани во општината во изминатиот 4-годишен период. Реализирани се сите предизборни ветувања, а и голем дел кои не беа во изборната програма за изминатиот 4-годишен мандат. Вака градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски го започна отчетот за сработеното во периодот од 2013 до 2017 година. Меѓу позначајните проекти Митевски ги издвои изградбата на водоводната мрежа во Средно Коњари и на канализационата мрежа во Катланово. Изградиме водоводна мрежа во Средно Коњари и ја завршиме втората фаза од канализационата мрежа во населено место Катланово. Го реконструираме целосно локалниот пат Петровец-Одњаци. Ја завршиме и првата фаза од фекалната канализациона мрежа во населеното место Ражаничино. Изградиме, асфалтираме и поплочиме голем број улици во сите населени места во вкупна должина од над 9000 метри. Изградиме пат до манастирскиот комплекс Пресвета Богородица во Горно Коњари. Но го изградиме и патот од Петровец до гробиштата во Петровец во вкупна должина од 1420 метри. Покрај значителното подобрување на патната инфраструктура, општината посветила големо внимание и на квалитетот на образованието, при што се реализирани голем број капитални проекти, меѓу кои и изградбата на нова училишна зграда за училиштето Кочо Рацин. Изградиме после 50 години нова училишна зграда за училиштето Кочо Рацин во Петровец. За потребите на учениците, спортските клубови, но и сите рекреативци, изградиме нова спортска сала со 400 седишта во дворот на училиштето Кочо Рацин во Петровец. Но исто така изградиме и фудбалски терени во Чифлик, Долно Коњари, Средно Коњари, Сушица, како и повеќе наменско игралиште во населеното место Ражаничино. Во дворот на училиштето Кочо Рацин изградиме двоен тениски терен. Ја изградиме новата општинска детска градинка Вионче во Петровец, но изградиме и амбуланта во населеното место Катланово. За најмладите изградиме детски забавни паркови во Долно Коњари, Средно Коњари, Горно Коњари, Сушица, Петровец, Одњаци, Катланово и Ражаничино. Општина Петровец континуирано овозможува влез на странски и домашни компании во индустриската зона Ќоилија, со што се очекува невработеноста во општината, како и во соседните општини, да падне на рекордно ниско ниво, потенцираше градоначалникот Митевски. Урбанизираме неколку повеќенаменски урбанистички зони во Ражаничино и Долно Коњари, а мултифункционалната зона Ќоилија ја прошириме уште за нови 30 хектари, што значи општина Петровец ќе биде побогата уште за нови 30 инвеститори. Во завршна фаза е реконструкцијата на улицата Тодор Александров од основното училиште Кочо Рацин до кракот на улицата што води кон Панорама. Извршена е реконструкција во должина од 600 метри, а изградени се пешачки патеки и велосипедски патеки по улицата. Проектот за реконструкција и проширување на дел од улицата Тодор Александров е во завршна фаза и неговата целосна реализација ќе биде комплетирана во наредниот период. Улицата Тодор Александров е реконструирана и проширена на потегот од крстосницата со булеварот Мајка Тереза и улицата Белградска кај основното училиште Кочо Рацин, до кракот на оваа улица што води кон Панорама, во должина од околу 600 метри. На улицата изградени се тротоари и велосипедска патека. Оваа улица Тодор Александров е проширена во овој дел во должина од 600 метри, при што е реконструиран целосно коловозот, со што се добиени 3 сообраќајни ленти. Исто така добиено е спуштени велосипедски патеки на сообраќајните ленти од двете страни. Направени се и пешачки патеки по целата должина со променлива широчина, во зависност од просторот кој што го возможува. Направена е реконструкција на атмосферска канализација по целата должина. Исто така направена е реконструкција на фекална и водоводна мрежа по дел од оваа улица,
А исто така реконструирани се и делови од улиците кои што гравитираат према оваа улица. Покрај главната улица со овој проект беа реконструирани и дел од коловозите на повеќе улици, кои што се вкрстуваат со улицата Тодор Александров, како што се улицата Белградска, Партенije Зографски, Тасино Чешмиче и Славеко Арсов. Градежните работи на коловозот на улицата Тодор Александров беа искористени за да се реконструира дел од атмосферската, водоводната и фекалната мрежа, а поставено и ново улично осветлување. Во насока на зголемување на безбедноста на движењето на учениците во основното училиште Кочо Рацин, ќе биде поставена безбедносна ограда од страна на училиштето, ќе бидат поставени посебни ленти пред пешачките премини, а ќе бидат поставени и семафори кои ќе трепкаат со жолто светло, со цел да ги предупредат возачите дека треба да бидат внимателни. Дополнително на потегот пред училиштето ќе биде ограничен сообраќајот на брзина до 30 км на час, зашто ќе биде поставена соодветна хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација. Општина Карпош најавува продолжување со изградбата на црквата Христос Спасител, која започна пред 1,5 година, но беше запрена поради спор помеѓу Македонската православна црква и јавното претпријатие за управување со спортски објекти. Градоначалникот на општина Карпош, Стивчо Јакимовски, денеска беше во обиколка на градежните работи поврзани со изградбата на црквата Христос Спасител, која се наоѓа во населбата Карпош 4. Како што нагласи Јакимовски, црквата интензивно продолжува да се гради после година и пол од поставувањето на камен темелникот, а како причина за застојот го посочи спорот помеѓу Македонската православна црква и јавното претпријатие за управување со спортски објекти. Продолжува со изградбата црквата Христос Спасител, кој што камен темелник ставивме пред 1,5 година. Основната причина за запирање на градбата на оваа црква беа проблемите кои што ги имаше ктиторот на оваа црква, односно Македонската православна црква, со јавното претпријатие за управување со спортски објекти. По добивањето на овој судски спор и правосилноста на тоа судско решение продолжува, можете да видите како продолжува оваа градба. Градоначалникот Јакимовски напомена дека и тој лично заедно со неговото семејство ќе донираат финансиски средства за изградба на вирскиот објект и ги повика сите добронамерни граѓани да учествуваат со сопствени придонеси за побрзо да се изгради храмот. Покрај тоа што оваа црква си има свој ктитор, а тоа е семејството Антич, јас лично ќе донирам и моето семејство средства. Исто така по локалните избори и локалната самоуправа ќе донира средства. Во исто време ги повикувам сите граѓани, добронамерни граѓани кои што сакат да го поддржат изградбата на овој православен храм, да донираат средства со цел колку побрзо обезбедиме средства, толку побрзо и овој православен храм ќе се стави во функција на граѓаните на општина Карпош. Првиот човек на општината, Стивчо Јакимовски, најави изградба на вирски храмови во насилбата Влаје пред порта Влаје и во насилбата Козле кај споменикот на Кузман Јосифовски Питу. Продолжува рокот за легализација на дивоградби. Повеќе детали за ова ќе дознаете подоцна во вестите. Пред самиот почеток на новата учебна година во спортската сала Христо Батанџиев и во основното училиште Тихомир Милушевски се одвиваат активности за реконструкција на подовите, промена на вратите и бојадисување на зидовите. Во основното училиште Тихомир Милушевски во општина Ѓорче Петров деновиве се врши поправка на спортската сала Христо Батанџиев и помошните простории. Интензивно се изведуваат работни активности како лакирање на паркетот во спортската сала, поставување на нови седишта на трибините, а се бојадисуваат и зидовите во спортската сала и помошните простории. Влезните врати од спортската сала ќе бидат заменети со нови. Инвестицијата е обезбедена од општинскиот буџет и ќе чини над 700.000 денари. Во училиштето се бојадисуваат ходниците и училните простории, а се санираат и санитарните чворови за успешен почеток на новата учебна година. По извршените поправки во спортската сала, истата ќе биде темелно исчистена и ставена во употреба со почетокот на новата учебна година. Со превземените работни активности значително ќе се подобрат условите за сите корисници на училишната спортска сала, истакна директорката на училиштето Анета Божиновска. Од 1 јануари 2018 година ќе биде продолжен рокот за легализација на дивоградби за 1 година, а во првите 6 месеци од 2018 година ќе може да се достави елаборат за веќе поднесените барања.
Владата на денешната седница го усвои предлогот на Министерството за транспорт и врски за измени и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти, со што се дава нова можност за легализација на дивоградбите. Министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски информираше дека Министерството за транспорт и врски по извршената теренска анализа и непосреден контакт со засегнатите странки утврди дека во Република Македонија досега процентот на легализирани дивоградби е на ниво од околу 40% или околу 186.000 објекти се легализирани и запишани во катастарот. Од податоците со кои располага Министерството за транспорт и врски и единиците на локалната самоуправа, констатирале дека во најголем број случаи заради обемна и сложена административна постапка, граѓаните не успеале во предвидениот рок да го остварат своето право и затоа одлучено е да се воведат нови рокови. И тоа од 1 јануари 2018 година ќе биде продолжен рокот за легализација на дивоградби за една година, а во првите 6 месеци од 2018 година ќе може да се достави елаборат за веќе поднесените барања. Тргнувајќи од принципот дека легализацијата на дивоградбите мора да биде праведна и достапна за сите категории на граѓани, на кои овој проект им е неопходен за да конечно си го остварат своето уставно право на собственост, при тоа државата да води сметка од ниту еден аспект да не го загрози социјалниот аспект на живење. Владата денес одлучи да воведе нови рокови, со кои на засегнатите граѓани ќе им овозможи дополнително време и тоа. Прво, нови 12 месеци, сметано од 1 јануари до 31 декември 2018 година за сите граѓани кои претходно не успеале да поднесат барање за легализација, сега тоа свое право да можат да го остварат во овој дополнителен рок. Второ, нови 6 месеци, сметано од 1 јануари до 30 јуни 2018 година за сите граѓани кои за претходните барања не ја обезбедиле неопходната документација да стекнат право во овој дополнителен рок да поднесат нови барања за легализација со комплетна документација. Услов за легализација на објектот е истиот да бил изграден заклучно со 3 март 2011 година. Сугаревски појасни дека и натаму остануваат истите неопходни документи за аплицирање како и претходно. За да нема никакви компликации за сите претходни предмети кои имаат некомплетна документација, единиците на локалната самоуправа преземаат обврска во најкус рок да ги известат сите засегнати странки дека нивните претходни барања се невалидни. За истите да можат да го искористат новиот рок од 6 месеци да поднесат ново барање со целосна документација. Изгледот на зградата над билна аптека во Скопје е збогатен со изработениот мурал на светски познатиот муралист Векс Ван Хилик. Ова представува дел од проектот на Младинскиот културен центар во кој ќе бидат опфатени уште десетина фасади во централното и поширокото градско подрачје. Светски познатиот уметник, муралист Векс Ван Хилик, деновиве изработува мурал на зградата над билната аптека во центарот на Скопје. Град Скопје информира дека градот го поддржал проектот на Младинскиот културен центар за изработка на повеќе мурали на фасадите на зградите во централното и поширокото градско подрачје со 1.250.000 динари. Минатата година 2 мурала ја украсија фасадата на МКЦ, едниот изработен од групата Зеро, а другиот од 40 на прогресивни уметници од Македонија. До крајот на оваа 2017 година ќе бидат изработени уште десетина мурали од повеќе прогресивни уметници од Европа, Азија, Северна и Јужна Америка, се вели во соопштението од град Скопје. Векс Ван Хилик е роден во 1988 година во југозападна Франција. Под влијание на неговите постари браќа тој почнува да слика уште од најрана возраст и почетна инспирација наоѓа во природата околу него, во флората и фауната. Хилик подоцна развива сопствен стил, сонувачки, надреален, истовремено вметнувајќи други најразлични влијанија. Сликари како Гистав Доре, Енгер, Караваджо, Дали или Бретон му се постојана инспирација од минатите векови, но неговото дело е под влијание и на поп културата, видеоигрите, стрипот, уличната уметност и тетоважите. Од 2010 година, кога ја остварува својата прва изложба во Тулу,
Тулус, каде што денес живее и твори, учествувал во голем број изложби ширум Франција. Неговите дела се познати и во странство со поставките во галеријата Мондопоп во Рим во 2012 година и во Салерно во галеријата Грисел Тату во Бруклин, Њујорк и во Мелбурн, Австралија во 2013 година. Жителите на општина Карпош се релативно задоволни од изгледот на општината, пред се од новите фасади, но сметаат дека треба поголема грижа за зеленилото. Фонтаната во Карпош 3 е главното сврталиште како за најмладите, така и за повозрастните. Сите подеднакво препуштени на сенките и убавиот амбиент уживаат во летните денови. Зеленилото, средените површини, но и новата фасада на зградата во непосредна близина уште повеќе го потврдува мислењето на карпошани за нивната општина. Не би го менувала за ништо, за ниједна населба. Мислам, има доволно зеленило, има кај да прошеташ, децава, еве јас внучињата сум, со нив доволно кај да прошеташ. Стара населба, убави дрвија средени, почна да се средуваат фасадиве, еве се довршуваат овие фасадиве на зградиве, многу по-културно делува. Тревнициве се средуваат во последно време, оние што се за повидливите тревници. Другите би требало да се достредат, затоа што има доста не сува трева што треба да се среди, ама генерално сум задоволен. Многу добро. Многу. Што е тоа што е многу добро и што ви се допаѓа? Многу паркови, многу зеленило, многу убаво. Зеленило има, паркови има, се одржаваат колку што може. Новите фасади што се прават? Фасадите се добри и треба да се продолжи со тоа, без разлика што е, но треба да се направат. Фасадите е нов лик на населбата, мислам, но и на општината општо земја. 25 патоказни табли во вредност од 500.000 динари се поставени во кругот на клинички центар. Таблите се тројазични на македонски, англиски и албански јазик. 25 табли на македонски, албански и англиски јазик се поставени пред јавните здравствени установи во кругот на клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје. Тие ќе служат како показатели за клиниките со цел пациентите полесно да се снаоѓаат во кругот на клиничкиот центар. Министерот за здравство Арбен Таравари денеска во кругот на клиничкиот центар изјави дека потпишал барање до јавната установа од областа на здравството за потребите на ЈЗ универзитетски клиники, Завод и Ургентен центар Скопје за поставување табли и 16 канти за отпад, а во втората фаза ќе биде поставено ново осветлување. Директорката на јавната установа од областа на здравството за потребите на ЈЗ универзитетски клиники, Завод и Ургентен центар Скопје, Шкодране Дардишта, рече дека поставувањето на таблите во кругот на клиничкиот центар е голем чекор за пациентите, односно населението од албанската припадност и за пациентите кои доаѓаат од Косово и од Албанија. Одговарајќи на новинарско прашање, таа рече дека 500.000 динари чини целиот проект. Предходно имаше 12 патокази, сега има 25, 4 легенди, главна мапа и табла на главниот влез на клиничкиот центар, одговори Дардишта. Регионалниот центар за управување со кризи информира дека утре во текот на денот ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија во делови од Киселавода, Карпош и Ѓорче Петров. Без напојување со електрична енергија утре ќе останат корисниците на делови од Киселавода, Карпош и Ѓорче Петров. Во периодот од 10 до 11 часот без струја ќе бидат корисниците на улиците Михаел Евтихи и Ѓорги Димитров во општина Киселавода. Од 9 до 12 часот без струја ќе биде дел од улицата Франц Прешерн во општина Карпош, а во периодот од 8:30 до 12 часот без струја ќе бидат делови од Волково и Орман во општина Ѓорче Петров. Прекинот во снабдувањето со електрична енергија, како што соопшти регионалниот центар за управување со кризи, е поради закажани технички зафати. Од утре метеоролозите најавуваат разведрување и враќање на сончевото време. Од четврток до почетокот на викендот ќе провладува сончево време, а температурите ќе бидат во пораст, но преку денот нема да е особено топло, а најсвежо ќе биде наутро во четврток и петок. Утре температурата ќе се движи од 9 до 30 степени. Во четврток утрото температурата ќе се спушти до 5, а дневната ќе се искачи до 33 степени. Во петок ќе биде од 6 до 35 степени. Во сабота од 8 до
36 степени. МТМ Метео е во продолжение. И уште една информација пред да се одјавиме. Јавното предпријатие Водовод и канализација информира дека поради уличен дефект на улицата Димитрije Чуповски безброј позади просветно дело во центар, утре ќе има прекинато водоснабдување на следните корисници: блок 4 и 5, кулите 38, 40 и 42, амбулантата, градинката, зградата на Тргот Текстил од 8 часот до санирање на дефектот. Со оваа информација се одјавуваме од ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Довидување.